Кога ќе помислите на Азија, што ви доаѓа прво на ум? Немаштија, нечисто, неорганизираност и хаос. Или пак помислувате на ултрамодерни економии, неверојатно грандиозни објекти, многу финансии и успех. Која мисли да имате за Азија во право сте? Може би малку ве збунив, но вистината е дека во денешно време има две Азии. Едната нова и модерна Азија со развиени центри и градови кои по сите параметри се рамноправни со светските западни центри. И во наредната епизода ќе го проследиме развојот и успехот на Малезија и Сингапур. А во денешната ќе го фокусираме нашето внимание на Стара Азија, на Индија и Шри-Ланка. И ќе се запознаеме подобро со нивната култура и начинот на живот. И ќе се обидеме да дознаеме зошто земјите од Стара Азија не се толку економски успешни. Приказната за Стара Азија ќе започнам во Индија со една од најбитните приказни во нивната понова историја – портата на Индија. Таа е символ за владењето на британците, за мрачниот период на исцрпување на ресурсите на Индија бидејќи е изградена во чест на посетата на кралот Џорџ V во 1911 година. Но портата е исто така символ на надеж, символ за промена и символ за независност, бидејќи во 1915 година токму на ова место народот го дочекал Махатма Ганди по неговата 20 годишна револуционерна работа во Јужна Африка. Во денешно време ретко кој мисли на историјата и најголемиот дел од туристите само се сликаат. Па и ние си земавме малку време за да се сликаме пред овој најзначаен символ на Момбај, а можеби и најзначаен и во целата Индија. А сликите ни ги спринтаа за само $2. Тоа се вика на вистина ефтино, Made in India. Но сигурен сум дека индиската економија е во раст и Индија поминува низ процес на модернизација на целата држава за да биде во тек со големите азиски успешни економии, како Кина, Сингапур, Јапонија, Хонг Конг, Малезија, Тајван и Јужна Кореја. За десетина години, Индија со сигурност ќе биде вбројана во една од најмокрите економии во светски рамки. Верувам дека и денес изолирани делови од земјата се развиени, но сепак генералниот впечаток е дека Индија во голема мера се уште живее малку хаотично. И снимаме од точно Индија. Може да чуете многу свирки тука, тоа е бидејќи нема правила сигнали за лево или десно, кој свири погласно, тој има прединство.